Добра вечер за Тафтали Джейден, добра вечер за Карпош, добра вечер за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Почитувани присутни, најнапред би сакал да го поздравам потпредседателот на владата на Република Македонија и министер за финансии, господинот Зоран Ставревски, кој што е вечерва тука со нас и кој што континуирано ни дава поддршка во оваа наша кампања. Да ја поздравам господјата Јагнула Куновска, кандидат за градоначалник на општина Карпош. Господинот Сашо Лазаревски, носител на советничката листа на Советот на општина Карпош. Господинот Владо Поповски, носител на советничката листа на Советот на градот Скопје. Господја Ирена Мишева, актуелен председател на Советот на град Скопје. И секако да ве поздравам вас, граѓаните на Тафталидж 1, кои што дојдовте вечерва на овој наш мал митинг. Почитувани присутни, не е лесно да се даде отчет пред граѓаните. Не е лесно доколку не работите. Јас сум тука вечерва пред вас да ви дадам отчет за сработеното од 2009 до 2013 година. Да ви дадам отчет, бидејќи во 2009 вие ми ја дадовте довербата да станам градоначалник на главниот град. Да станам градоначалник со програмата со која што тогаш настапивме. Работевме макотрпно. Јас, мојот тим и Советот на градот Скопје за реализација на таа програма. Реализиравме повеќе од 500 проекти кои што се значени за градот Скопје. Не ги реализиравме сами. Имавме соработка и заедно со владата на Република Македонија. Бидејќи нашиот слоган беше "Заедно можеме повеќе" и покажавме дека заедно можеме да реализираме многу проекти. Го сменивме ликот на градот Скопје. Направивме проекти во скоро сите области од секојдневното живење на градот Скопје. Јас би сакал да напоменам само некои од проектите кои што ги направивме во општина Карпош. Бидејќи градевме во сите општини од градот Скопје, а некој сакаше да не убеди или да ги убеди граѓаните на општина Карпош дека општина Карпош е заборавена од градот Скопје. Јас, кој ќе ви ги прочитам овие проекти, а вие, впрочем, и секојдневно ги гледате тие што се реализирани, ќе видите дека општина Карпош нешто не е заборавена, туку мислам дека највеќе е инвестирано во општина Карпош. Почнеме со булеварот Илинден. Булевар кој што е многу значен за функционирањето на градот Скопје, кој што се уште се гради. Продолживме со булеварот Теодоси Гологанов во делот на општина Карпош и во делот на општина Центар. Ја реконструиравме целосно улицата Козле, прва и втора фаза, така да тука проблемот кој што го имаа граѓаните, бидејќи таа не беше реконструирана 40 години, веќе го немаат. Возат по нова улица, со нови тротоари, со сменет водовод, со ново улично осветлување. И не заправме тука. Го направивме и булеварот Манапо, кој што помогна да се направи најголемата инвестиција во општина Карпош, тоа е Сити Мол. Дојда инвеститорите и побара од мене, од градот Скопје, улицата Манапо да биде булевар. Им го ветивме и го направивме тоа, заради тоа што тие се инвеститори, тие градат, тие вработуваат луѓе, а секако највеќе општина Карпош. И не заправме тука. До Теодоси Гологанов. Значи го направивме најголемиот парк после градскиот парк. Во површина од 40.000 метри квадратни, тоа е паркот Македонија, во кој што ќе биде навистина пријатен за шетање и за уживање на жителите на општина Карпош со сите пропратни елементи во него. Го направивме и паркингот пред зоолошка градина. Тоа е во општина Карпош. Само сетете се како беше тој паркинг. Само сетете се колку мали куќарки имаше таму, колку дрвја, колку трева, колку неуредено земјиште. За да сега тоа биде најдобро уредениот паркинг во градот Скопје, паркинг кој што веќе го имаме на нашите разгледници и на нашите билборди. Ете така се сака Карпош. Се сака со дела. Дела кои што значат подобар живот за општина Карпош. Така докажавме дека Карпош навистина има големо внимание од страната на градот Скопје. Исто така го направивме и генерален урбанистички план. 3 милиони евра потрошивме. При тоа
сите оние собраќајници кои што се во делот на општина Карпош, беше разговарано со граѓаните, беше разговарано со сите тие кои што се заинтересирани за да може тие булевари кои што не се реализирани, да се реализираат, а при тоа да имаат најголем, да немаат проблеми граѓаните кои што имаат земјиште околу нив. И што е многу важно, ја решиме комуналната хигиена во градот Скопје. Набавивме 60 нови камиони, 60.000 канти поделивме во градот Скопје, од кои што добар дел и во општина Карпош. При ова би сакал да му се заблагодарам на заменик председателот на владата и министерот за финансии господин Оставрески, кој што ни овозможи со кредит од Светската банка да ги набавиме камионите и да ги набавиме кантите. Ете така се работи заеднички за градот Скопје. Така се реализираат проекти кога сакаме и кога имаме соработка меѓу нас. Исто така би сакал да ви кажам дека за сите овие проекти кои што ги завршиме во изминативе 4 години, од страната на градот Скопје направивме отчет. Отчет кој што практично зборува кај се потрошени вашите пари, кај ние сме работеле, што се сме завршиле во сите области, и во образование, и во култура, и во спортот, и во инфраструктура. Ова е тоа според кое што сакавме да дадеме отчет. 4 години работеме за да станеме пред вас и да го покажеме овој отчет. Да се тоа што го гледате, веќе тука е документирано. Сето ова е направено благодарение дополнително и со поддршката на Советот на градот Скопје, на советниците кои што даваат безрезервна поддршка со своите одлуки за реализација на овие проекти. И затоа, почитувани присутни, бараме за следниот мандат да ни дадете поддршка, покрај за градоначалник да ни дадете поддршка и за Советот на градот Скопје. Вечерва сме тука да ја побараме довербата уште еднаш од вас, врз основа на тоа што сме го сработиле и врз основа на тоа што го нудиме за следниот мандат. Ова е програмата за кандидат за градоначалник на град Скопје 2013-2017. Тука има проекти за функционирање на градот Скопје во следните 4 години, а секако и проекти кои што се однесуваат на општина Карпош. Ќе наведам некои од нив. Подобрување на водоснабдувањето на населеното место Нерези во високата зона. Со тоа ќе се реши долгогодишниот проблем на населението од овој дел на градот Скопје и на општина Карпош. Продолжување на булеварот Теодоси Гологанов од 8 септември па се до студентскиот дом Гоце Делчев и со тоа да се реши целосно о Теодоси Гологанов со булеварско решение. Исто кој што направивме со паркот Македонија, ќе го продолжиме тој парк и во ова и со продолжението на булеварот. Така да ќе направиме уште еден парк со околу 30.000 метри квадратни парковско зеленило, уредено со сите елементи кои што се му се потребни на паркот. Ќе продолжиме и понатака заедно со Јагнула Куновска, заедно со вашиот кандидат за градоначалник на општина Карпош. Заедно ќе ги решаваме овие проблеми, заради тоа што Јагнула знае што му треба на општина Карпош, знае да соработува, покажа во оваа кампања дека го сака Карпош, сака да стигне до најситното место во Карпош, сака да го праша секој граѓанин на Карпош што е она што е потребно за општина Карпош. Сака да ги слушне проблемите на граѓаните на Карпош, а не само да ги слушне. Тоа е практично и обрска. Ако со некого разговарате, ако го прашате што е проблемот, вие кои ќе дојдете на функција, имате обрска да тоа го решите, заради тоа што утре ќе ве потсети дека разговаравте со него и му ветивте дека ќе го решите тоа. Заради тоа што мандатот многу брзо завршува. Изминативе 4 години многу брзо помина. Така ќе поминат и овие следни 4 години. И јас и Јагнула Куновска поново треба да станеме пред вас и да бараме уште еднаш доверба, али претходно да ви дадеме отчет за тоа што сме го ветиле и за тоа што сме го сработиле. Затоа, почитувани присутни, ве поканувам на 24 март масовно да излезете, да дадете доверба на господјата Јагнула Куновска за градоначалник на општина Карпош. За заедно со Јагнула Куновска направиме сите овие проекти во општина Карпош. Да ја дадете довербата за Сашо Лазаревски, под број 4, за носителот на советничка листа на Советот на општина Карпош, за да може да соработува со Јагнула, а и ние да соработуваме и со Советот и со Јагнула Куновска. Да ја дадете довербата за носителот на советничка листа на градот Скопје, за господинот Владо Поповски, за да сите овие проекти кои што ги кажам, да можат да бидат реализирани.
и не само да бидат реализирани. Бидејќи Советот на градот Скопје е еден мал парламент, 45 советници, парламентот има 120, без малку пола од парламентарците на Република Македонија. Таму се крои и днината на градот Скопје. Не се разговара само за оваа програма. Таму има нови идеи, нови сугестии и од советниците, и од граѓаните кои што доаѓаат до советниците. Стие се моторната стага на градот Скопје. Затоа е важно, кога ќе гласате за Коце Трајановски, да гласате и за Владо Поповски, за носителот на советничка листа. Да живее Тавталиџе, да живее Карпош, да живее Република Македонија, да живее ВМРО ДПМН, да се живи и здрави. Благодарам.